500.000 евра инвестирани во старечки дом во Штип пропаѓаат со години. Објектот кој требаше да го реши проблемот, пензионерско сместување, се распаѓа и за него веќе никој не се интересира. Овој проблем ние како локална самоуправа не сме надлежни сами да го решиме. Се надевам дека во некое идно време централната власт ќе најде начин, механизам како да го откочи, како да изнеде решение со соодветен закон за легализација и за довршување на објектот кој што има намена за дом за стари лица. Од Штипското здружение на пензионери, кои се инвеститори, изразуваат оптимизам. Градежните активности за новиот дом за стари лица може да се реактивира оваа пролет. Ги слушаме и ние реакциите на нашите пензионери, а крајно сме ангажирани да ја средиме до крај целокупната техничка документација околу доизградба на домот за стари лица и ставање во функција на истиот. Во последниот период имаме контакти како надлежните институции на локално ниво, така и со институциите од рангот на министерство и повисоки институции. Правиме напори да ги средиме овие документи и најкасно во пролет или покасно во летниот период ова година ја довршиме започнатата градба и за 1 до 2 години да ги израдуваме нашите членови и пензионери да истиот биде ставен во функција. Во меѓувреме, огромен број на пензионери живеат во нехумани и несоодветнени стамбени или друг вид на несоодветни услови и за нив бараат итно решение. Проблем е старски дом во Штип, долгогодишен и нерешлив. Коментар самопридом не сплаќавме додека работевме. А сега од подминати години сме, тоа е нерешливо. Толку ли не може да се реши тоа прашање со тај старски дом? Или пензионерско, или на улица, или под улица, што многу лежат и под улица, и под сокаци, и под се. Да. Проектот е тука кај нас. А проектот е да се отварат овие домови, да се плаќаат кирија со минимални плати, било како пензионер се пријави да се плаќа струја, вода и готово. Проблемот со пензионерското сместување е акутен секаде, но каква таква надеж за нив има во Берово, Пробиштип и Кочани. Во останатите градови од регионот неизвестноста е комплетна.